Република Македонија, господине Никола Груевски. Почитувани министри, почитувани колеги пратеници, почитувани членови на извршниот комитет, почитувани мои сограѓани тетовчани. Огромна чест и задоволство ми е што денес од овој голем народен собир е овде токму во Тетово, градот каде што се негова традицијата, но и градот на големите патриоти кои одовде од Тетово ја бранеа Македонија, патриоти кои сакаат и чуваат Македонија, патриотите кои ја градат Македонија. Ја градат затоа што ние тетовчаните сме сведоци на едно бурно време, но и на економската катастрофа што ни ја приреди СДСМ и нивните алчни и болни за власт водачи кои ни ги запустија фабриките, ги избркаа работниците, ги осиромашија граѓаните. Во 2006 година, со доаѓањето на нашиот председател, господинот Никола Груевски, за председател на владата на Република Македонија, започна нова ера за стабилна, безбедна и економска држава. Тетовчани може да препознаат кој нуди празни ветувања, а кој ветува и остварува. Сите наши ветени проекти се веќе реализирани. Во моментов се наоѓаме во првата изградена спортска сала во Никола Штеин, една од 7 изградени во Тетово. А овој месец ќе се започне со градба на спортската сала во земјоделското училиште. Се реновираа многу училишта, ќе се започне со градба на основните училишта во селата Фалише и во селото Непроштено. Се реконструираше регионалниот патен правец Тетово-Јажинце, се реконструираше патниот правец Тетово-Фалише, патниот правец до манастирот Лешок, а од јуни ќе се реконструира патниот правец од село Брвеница преку Волковија и Чегране до Гостивар. Изграден е и целосно опремен ургентниот центар во Тетово. Се гради нов, воспитно, поправен дом по сите европски стандарди. Ќе се реализира проектот за фекална канализација во селата Брвеница и Седларце. Се изгради водводниот канал во село Сарачино. Отпочна со градба детската градинка во Јагуновце и уште многу проекти кои сме ги ветиле и кои во моментов се реализираат. Владата преку АДЛМ издвои 30 милиони евра за целосна реконструкција и модернизација на ски центарот Попова шапка. Технолошко-индустријската развојна зона започнува со работа со првите 103 вработувања и за нас што е најважно за тетовчаните, нашиот премиер ни објави 2500 нови вработувања во американската компанија за автомобилска индустрија. Тетовчани ја примија ова вест со огромно задоволство. Се работи на проектот за патниот правец Гостивар-Кичево. Вака се одолжува нашата влада спрема граѓаните, со отчетност за ветеното, со дела за подобра Македонија. Но се појавија лица кои на сето ова им пречи. Им пречи народот кој ни дава целосна поддршка. Народ кој ја препознава нашата честност, нашата искреност, нашата посветеност. Им пречи да ја гледаат Македонија економски силна, просперитетна, безбедна и стабилна. А зашто сме ние денес тука? Тука сме да им кажеме не на предавниците, не на кодошите, не на уништувачите за сопствената држава. Почитувани мои сограѓани, да бидеме смирени. Почитувани мои сограѓани, да бидеме смирени.
и да не подлегнеме на провокациите на оние кои не им мислат добро на нашата држава. Неспособни, нереализирани, промашени личности, болни за власт, сакаат да ја водат оваа држава. Без вас, без ваша поддршка, тоа нема да го дозволиме. Народот е силата, народот ја дава власта. Овој народ му ја даде поддршката нашиот председател, господинот Никола Груевски, на ВМРО ДПМН и на коалицијата. И никој нема право да ја погази волјата на граѓаните. Ви благодарам што сите овие изминати години ни давате поддршка. Од вас ја црпеме енергијата за уште многу проекти кои ќе се реализираат во нашиот регион. Насекаде се гради затоа што имаме водач кој пред се е патриот, човек која сака својата земја, човек кој има визија за успешна, стабилна и економски силна држава. Почитуван председателе Никола Груевски, одовде од Тетово, ние тетовчаните ви ветуваме, тука ќе останеме до последниот здив, спремни за соживот и соработка со секој добронамерен граѓанин, но спремни и да им ја зачуваме Македонија на идните поколенија. Почитувани мои сограѓани, нашите дела се најголемата наша вистина. Делата ќе кажуваат како се гради и како се сака Македонија. Да сте живи и здрави и да не е вечна Македонија. Добар ден, Тетово. Добар ден до Општинскиот комитет, до сите местни комитети. Добар ден до председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, членовите на извршниот комитет, пратениците, сите функционери и симпатизери и до УМС се разбира, и до Унијата на жени. Продолжуваме денес со нашиот караван. Ова е четврти ваков настан од овие што ги имаме во серија. Четврти кој се случува тука во Тетово, македонски град, срцето на Македонија. Од тука, од Тетово, ги поздравуваме нашите браќа и сестри од Тетово до Струмица, од Струга до Крива Паланка, преку оние во Прилеп. Бидејќи имаме многу битни теми за кои сакаме да разговараме, а онаа најбитната е да го избегнеме тоа што сакаат да ни го наметнат некои луѓе кои не им мислат добро на оваа држава. Тие луѓе најмногу се срекни кога ќе направат поделби помеѓу нас, да се мрази брат со брата си, како што рекол народот, и тоа е нивниот успех. По тоа го мерат нивниот успех. Од тука можете да процените колку добро ни мислат на сите. Но воедно и говорат многу често за две многу битни работи во животот. За храброст и за патриотизам. Тие се најчестите теми кои ги користат. Што е храброст и што е патриотизам. На овие теми веројатно можеме многу одговори да дадеме и веројатно секој од нас може да каже дека никој нема ексклузивитет нити на патриотизмот, нити на храброста. Но околу едно ќе се согласиме. Што не е храброст и што не е патриотизам. Доушништво и прислушување нити е храброст, нити некогаш може да биде патриотизам. Но ова сите се согласуваме.
покрај тоа што можеби нема да се согласиме околу тоа што е, сигурни сме околу тоа што не е. И тука ќе се препознаат тие кои најчесто го користат тоа. Но македонскиот народ и во минатото и сега имал опции. Имал опции да слуша се и се што, да слуша маскирани луѓе кои се кријат зад превезот на патриотизмот и зад храброста, но имало и други опции. Имало опција, например, да види луѓе кои со дела, со програма, со пот и со труд гледаат да го оправдаат и да оправдаат довербата која вие сте им ја дале. Овие луѓе тука. Оваа екипа тука смета на вас. Не смета на подошење на државата во странство, не смета на креирање на поделби, на омраза ширење помеѓу македонците тука во Македонија, туку смета на вистинска, посветена работа, низ која ќе ги оствари вашите цели. Еден голем патриот и многу храбар човек, Јане Сандански, еднаш има кажано: да живееш, значи да се бориш. Робот за слобода, слободниот за совршенство. Ова е храброст и ова е патриотизам. Некогаш тоа значило да се соочиш со душманите, да се бориш за парче слободна македонска земја, за правата и слободите на овој народ. Денес тоа значи покрај ова и многу повеќе. Значи, за сите тие кои немаат работа во Македонија да се создадат работни места. Да отвориме повеќе работни места и да ситуираме што е можно повеќе семејства. Да помогнеме на самохрани родители. Да возможиме дом за млади семејства. Да направиме инфраструктура во земјата. Да има автопат, да има железница, да има училиште, да има ваква сала тука како што има во Тетово, например. Сите патриоти и сите храбри луѓе низ вековите во Македонија имале свој предизвик. Нашиот број еден е да не подлегнеме на лажните патриоти и на лажната храброст кои некои сакаат да ни ја презентираат. И вториот, да успееме во она за што народот на Република Македонија и вие, симпатизерите, поддржувачите на ВМРО ДПМН, ја имате дадено довербата на оваа влада на чело со Никола Груевски. За тоа да биде остварено, овие луѓе кои се тука денес во Тетово и кои се дел од караванот кој ја преорува цела Македонија, сакаат да ја потсетат дека тука се избрани за дела. Дека според тие дела треба да ги оценувате и дека според тие дела повторно и секогаш ќе оценувате секој кој сака да ви се презентира како лажен патриот или лажно храбар човек. ВМРО ДПМН не ја црпи својата енергија нити од кодошење, нити од подкажување, нити од гнасење на својата држава надвор. ВМРО ДПМН ја црпи својата енергија од народот на Македонија. Од вас, тука. Така било и така ќе биде. Господа е со нас, да живее Македонија, да живее Тето! Добар ден, Тетово!
Добар ден, тетовчани! Добар ден за сите вас, наши пријатели и поддржувачи, кои дојдовте и од околните општини да ги слушнете нашите пораки, да не поддржите во нашата битка. Веќе трета недела поред одиме низ Македонија на вакви настани, а веќе 6 недели наши тимови, наши функционери и наши истакнати членови и поддржувачи одат по населените места низ Македонија и ја шират нашата порака. Одат од едно во друго место, од дом во дом, разговараат со семејствата, со граѓаните, пренесувајќи ги нашите идеи, нашите проекти, нови мерки, нови конкретни чекори, кои ги превземаме за да помогнеме на луѓето, за да создадеме нешто ново, за да отвориме ново работно место, да изградиме нов пат, водовод, училиште, да помогнеме на пензионерите, на земјоделците, на студентите, на вработените, на невработените, но и да одговориме на сите оние гнасни лаги и манипулации кои ги шират против нас, кои ги конструира, мислејќи дека ќе го прелажат македонскиот народ, дека ќе не представат и направат нешто што не сме, како народот да не познава, дека ќе не представат за нечовечни, за криминогени или за насилници, да не останат преку смислено сценарио и подли манипулации. Тоа е она подценување кој им е врежано во кодот и мисла дека ако изиграат вакани сценарија, дека народот ќе им поверува и дека ќе заборави зошто гласал за нас и кој сме ние, кој е нашето дело, нашиот учинок, начин на живот и работа, која е нашата цел и мисија. Го подценија македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Токму тоа е најголемото промашување во нивното сценарио. Го подценија народот и љубовта на нашиот народ кон сопствената држава и нивниот капацитет за расудување и препознавање кога некој прави нечесна и валкана игра. Тоа е тоа што нив ќе ги урни како кула од карти. Тоа е тоа што ќе му се врати како жесток бумеранг на инспираторот на ова мрачно сценарио, според кое ќе се урне надежта кај нашиот народ, според кое треба да се сруши се во кое тој верува, да се обесхрабат и разочараат луѓето, да се дестабилизираат институциите и да може да хара овдека кој како сака и да спроведува туги агенди. Ова што го прават ќе им се врати како бумеранг, затоа што одбраа погрешен пат, затоа што одлучија да се здружат и да си ја продадат душата на некого, против интересите на државата и на граѓаните на Република Македонија. Драги пријатели, ние сме тука пред вас и јавно им порачуваме и од овдека од Тетово. Македонија е посилна од вас. Народот е помудар од Заев и неговата група. Народот е нашиот бедем. Со чисто срце и волја ќе се бориме за нашата Македонија и за секој еден наш граѓанин и ќе работиме уште посилно и уште повеќе. И драги пријатели, ако нешто успеја да направат овие од опозицијата со нивните мрачни игри, успеја да ни направат само една дополнителна мотивација за уште повеќе мерки и проекти и решавање на проблеми на народот и на сите граѓани. Додатна мотивација од кој ќе произлезат многу нови мерки, многу добри и конкретни работи за нашиот народ во сите сегменти, со цел да обезбедиме подобри услови и подобар живот, повеќе можности за секој од нас. Тоа е нашиот одговор. Тоа ќе биде одговорот на Македонија, кратко и јасно. Ние можеме да работиме, да креираме, да создаваме, да помагаме на нашиот народ и нема да дозволиме да не вовлечите во вашите сценарија. Тоа е нашата борба за Македонија.
Тоа е како ние ќе одговориме. Тоа е како ние ќе одговориме. Со работа, со многу работа, да ја оправдаме уште повеќе големата подршка која народот ни ја дава. Драги браќа и сестри, секоја недела овие марионетиве домашни прават се поголеми и поголеми грешки. Секоја недела по уште една нова штета за нашата држава. Ја што ги слушавме како креираат лаги против секој од нас на најбрутален начин, ставајќи ги во измислен контекст своите пресконференции. Пред некој ден направија огромна, сериозна грешка и голем удар за државата. Тие може да се прават сега недоветни и да се бранат колку сакаат, но тоа што го направија е рамно на велепредавство, обидувајќи се да наштетат на нашите безбедносни институции, да ги загрозат нашите позиции, да ја уништат соработката и партнерството со земји кои со децении наназад ни помагаат во различна форма. Замислете, онака како да се работи за некоја обична пресконференција од оние недоветните на Шилегов, или уште повеќе оние на оној аболицираниот од Струмица, кој сам се фали дека направил милиони евра, и така, замислите, си излегуваат сите како петли на прес конференција, така гордо, повој нели го пречекуваат со аплауз, демек голем херој, тој се појавува така насмеан до уши, те наводно со спуштена веѓа, демек многу загрижен за состојбите во државата, мртов владен издава државна тајна. Човек не може да не си каже: па добро, дали е нормален овој човек? Не е ни чудно што веќе и цела меѓународна заедница нескриено го поставува истото прашање за него. И со секој измина ден, овој човек ја потврдува оправданоста на ова прашање. Зоран Заев во изминатите недела дена направи две работи. Прво, ја обвини кинеската држава, значи Народна република Кина, дека преку нивната државна компанија со која градат проекти на Балканот, но и секаде низ светот, кои чинат тешки милиарди, токму нив ги обвини дека влегле во коруптивна сделка со македонската влада. Значи, ај нашто не пука и што му дозволуваме овде на неговите комплекси и фрустрации да ни се качува на глава, туку сега и кинезите се виновни, па ги загрозува односите со една од најголемите светски сили и постојани членки на Советот за безбедност, која не има признаено под нашето уставно име и со која нашата држава има безпрекорни, пријателски, одлични односи и многу заеднички локални и регионални проекти. Второ, овој гениалец од опозицијата, мртов владен, направи втора огромна грешка. Имено, кинезите очигледно не му беа доволни, туку сакаше и нешто повеќе. Да ја обвини и државата Израел, дека преку нивното Министерство за одбрана влегла во коруптивни активности со македонската влада. Замислете каков тип. Не е ни чудо што веќе станавме предмет на посмев како држава со овие глупости што ги прави овој човек. Значи, за да биде јасно, во првиот случај со Народна република Кина се работи за договори за најголемите проекти кои ги правиме заедно со нив. Автопатите за процес на преговарање, кој процес ни овозможи да имаме меѓу најниските цени на чинење на автопати во Европа. И уште еднаш ке порачам. Ке му порачам и на овој експертот за делење тендери на браќата, братучедите, чичковците, стрините, но и на неговите налогодавачи. Македонија ќе ги продолжи проектите со Кина, затоа што тие се за доброто на Македонија. И ние како влада ќе продолжиме генерално
со проекти кои значат изградба на нова инфраструктура и подобри услови за живот за граѓаните. Ќе го градиме и автопатот Гостивар-Кичево. И Македонија ќе се развива колку што може со сиот наш напор и со сите наши сили и со силите на сите граѓани на Македонија. Во однос на случајот со Израел, освен срамот што го нанесе Заев на државата и на сите нас, за него лично не говорам, затоа што очигледно овој човек не знае што значи тоа срам. Би сакал да го кажам следново. Израел има одлични пријателски и партнерски односи со нашата земја, базирани на многу бројни меѓусебни договори, кои меѓусебно како две држави ги имаме подпишано и ние таа соработка ја негуваме и се обидуваме да ја продолбочуваме. Во рамки на таа соработка, државата Израел на Македонија и дава огромна помош на различен начин. Еден од тие проекти и проектот за кој Зоран Заев зборуваше пред некој ден и изнесе лаги и навреди. Остајте што изнесе за нас, туку и за нашите пријатели од државните институции од Израел. Без ронка срам, човекот кој најави дека кога ќе дошол на власт ќе избракал од работа се од чистачка до министер и ќе си ставил новиот СДСМ, ги наклевети сите, вклучувајќи и представници и високи офицери од Министерството за одбрана на државата Израел, кои, замислете, ги објави со слика, со лични податоци и ги објави сите тие работи. Срамно и крајно штетно за државата, обвинувајќи не сите нас за нешто што беше голема помош од Израел кон нас, кон Македонија. Значи, Израел донираше 5,7 милиони евра помош за македонската полиција, за македонските специјални сили. А тоа што овој го говореше, е класична лага во која веќе и неговите соработници се уверија, па мора да го перат сега на различен начин. Заев издаде државна тајна и објави работи со кои се направи обид да се наштети на македонската полиција и на управата за разузнавање. Од договор и соработка чиста како солза, некој свесно сака да ги саботира односите со нашите пријатели. И утре, драги пријатели, ваков човек и тие околу него ќе сакаат да ја водат државата. Овие не може да водат ни оро, а камоли држава. Па кој сакате после вакви крупни гафови да ги свати сериозни и да соработува со нив? Но доста за него. Да го оставиме него на СДСМ. Нека си се занимаваат тие со него. И нека си бараат, како што веќе почнале, начини како да се оттарасаат од него. Некој друг да го замени. Зашто нели овој бил под кривична пријава и имал многу негативи во минатото. Можам да замислам како што се збори дека неодамна се виделе така на подолго со Бранко. Што Бранко му рекол? Му рекол: слушај, Зоки, да ти кажам право, лауда ти е, многу си јак, многу си храбра мајката, вакви како тебе ретко има, вакви работи да прават, вака силни типови, со Бориче ги баравме во цело СДСМ сите овие години. Ама еве ти, лауда ти е многу храбра. Туку види, продолжи Бранко, ти голема работа заврши за сите, ние нема да те заборавиме, се прослави многу, знаеш тоа, во цел регион, еве веќе ми се јавуваат од различни околни држави, ми викаат браво за Заев. Вакво нешто во цел регион досега не им текнало,
значи браво. Ама добро е сега, пошто знаеш дека ти не можеш да победиш, ако може да дојде некој послеш, знаеш, да си ја проба среќата, ама тебе ќе те памтиме, кога ќе дојде денот и не те оставаме на цедило. Ако треба, пак ќе станам председател на државата и ќе те аболицирам ако треба. Тоа е атмосферата која го очекува овој човек. Мисла дека на најбрутален и подмолен начин ќе влезат во животите на сите нас, ќе измонтираат или прикажат во друг контекст наши разговори, ќе сечат, ќе лепат, ќе манипулираат и дека тоа е доволно за да ги одбере народот, да може да се наречат себе си политичари. Вие, драги мои, од раководството на СДСМ, не сте политичари. Вие сте обични марионети, кукли, извршители на туги агенди, без никаква идеја, без никаква визија, кои се криете зад некои поими како што се слобода и демократија, сакајќи да ги монополизирате, мислејќи дека само вие имате право да кажувате што е тоа слобода и што е тоа демократија, а што не е. А при тоа навредувате, лажете, манипулирате, креирате, покажувате гнев и огромна омрза, а всушност покажувате слабост. И најважно од се, свесни сте дека не ви оди. Викате нема медиуми, нема слободни медиуми, а не сте симнати од екраните и од вестниците и од порталите. Викате нема слобода, а на глава ни се качувате најслободно пуштајќи се и се што ќе ви падне на памет, брукајќи ја целата држава. Но народот знае многу добро да препознае. Народот знае што значи да се бори за Македонија. Денес повторно ќе кажам што значи да се бори за Македонија. Драги пријатели, пред 3 недели најавивме ваучери за студентите од 3-та и 4-та година, чии родители имаат пониски примања од просечната плата во Македонија. Ваучери со кои бесплатно ќе можат да си набават таблети со тастатура. Законот веќе помина во парламентот и постапката за аплицирање е веќе започната. Најавивме и мега проект за огромни стимулации за фирмите со цел вработување на невработените лица. Законот е веќе во парламентот, во процедура на усвојување. Ги офативме младите до 35 години, за чие вработување секој работодавач ќе добие ослободување од персоналниот данок на доход и од придонесите. Цели 3 години со оврска да ги задржи уште најмалку 1 година на работа. Ги офативме и сите граѓани на возраст помеѓу 35 и 50 години, кои повеќе од 10 години немаат работа. Со мерка која работодавачот кој би ги вработил нема да плаќа за нив придонеси цели 5 години со оврска да ги задржи најмалку уште 1 година. Ги офативме и оние над 50 години, за кои фирмата која ќе ги вработи во наредната 1 година нема да плаќа придонеси за нив цели 5 години без никакви оврски потоа, додека оние кои ќе вработат некој кој има 58 години или повеќе, до нивното заменување во пенсија, кога и да е, ќе ги имаат истите тие привилегии. Во посебна група ги офативме и најранливите категории на граѓани, како оние кои се приматели на социјална помош, инвалидизираните лица, родители на деца со посебни потреби, деца израснати во домови за деца без родителска грижа, професионални војници, самохрани родители, еднородителски семејства и други ранливи категории, за чие вработување
Исто така се предвидува 5-годишно ослободување од придонесите. Тоа е овој мега проект за охрабрување на нови вработувања во Македонија, со кој очекуваме 20 или повеќе илјади нови вработувања во првата година, во наредната една година, откако овој закон ќе стапи на сила. Од причина што се соочивме со поплави какви што се јавуваат еднаш во 30-40 години, објавивме дека штетите на земјоделците и домакинствата ќе ги исплатиме во 100% износ од проценката на проценителите и за ова веќе течат подготвителни постапки. Пред 10 дена го најавивме и веќе стапи на сила 7-то поред поевтинување на лековите. Овој пат на 542 лека и само со ова намалување граѓаните ќе заштедат 1.600.000 евра годишно, пари кои би завршиле кај фармацевските олигарси. Во последните 3 недели најавивме и градба на над 10 нови фабрики низ Македонија, во кои ќе има околу 6.000 нови вработувања. Најголем дел од волонтерите, договорците на дело, вработените на определено време во администрацијата, веќе ги имаат во своите раце заслужените решенија за работен однос во администрацијата на неопределено време, кои потполно ги заслужуваат. Ветено, остварено. Тоа е ВМРО ДПМН. Најавените 5% зголемување на социјалната помош ги претворихме во 10% зголемување од јуни годинава, зашто законот е веќе на усвојување во парламентот. Почитувани присутни, денес сакам да објавам со задоволство дека владата ќе ги зголеми за 10% студентските и ученичките стипендии. И тоа за 10%. И тоа за 10% ќе се зголемат ученичките стипендии за најталентираните ученици, талентираните спортисти, деца без родители, деца со посебни потреби, ученици од социјални категории, ученици од угостителско-туристичка струка, ученици кои се деца на бранители. За 10%. За 10% ќе се зголемат студентските стипендии за студенти со висок успех на студиски програми по информатика, студенти од социјални категории, студенти со висок успех, студенти од природно-математички, технолошко-технички, биотехнички и медицински науки и студенти кои се деца на бранители. ВМРО ДПМН е партија која во сите овие години нејзиното комплетно раководство е постојано на терен меѓу народот, со цел да биде во тек со нивните проблеми, со нивното мислење, со нивните барања. Во овој период, откако СДСМ подпомогната од странска разузнавачка служба, започна операција за наше оцрнување, преку монтирани, сечени, вадени, одедени, ставани во друг контекст, креирани разговори. Таа комуникација не само што продолжи, туку и се засили. Од тие контакти, од тие разговори директно на терен, по населените места, по селата, домовите, низ цела Македонија, произлегува и нови идеи како да им се помогне дополнително на земјоделците. Па така, на барање на земјоделците од директните разговори на терен, ќе го зголемиме рокот на важност
на регистрацијата на тракторите ќе овозможиме наместо секоја година тракторите да се регистрираат на секои 6 години, значи наместо секоја регистрацијата да биде на секои 6 години, а нивната техничка исправност ќе се потврдува на секои 2 години. Второ, ќе овозможиме легализација на мотокултиватори, едноносни приколки и полуприколки и други мобилни машини кои им се необходни на земјоделците за извршување на нивните секојдневни работи. Предлогот за легализација ќе може да го поднесат во рок од 1 година по донесувањето на законот со кој тоа ќе биде овозможено. Трето, побарање на граѓаните собственици на приватни шуми, катастерот во соработка со Комората на приватни геодетски фирми ја започна постапката за намалување на цената за изготвување на геодетски елаборати за обележување на шуми, што е услов за добивање на одобрение за сеча на дрва за грејење. Сегашната цена, која е 30 денари за 1 метар должен, ќе биде намалена за 50% за површина до 1 хектар, додека за површините над 1 хектар и поголеми ќе се намали и до 70%. Тоа е барање од овие луѓе, тоа е барање на многу луѓе низ Македонија, од нашите контакти на терен, од одењата по села, по домови, по населени места и тоа го испорачуваме на луѓето. Драги пријатели, ВМРО ДПМН го слуша гласот на народот. Тоа беше и тоа ќе остане така. Тоа е ВМРО ДПМН. Овде во Тетово, на површина од 95 хектари, се изгради технолошко-индустријската зона, каде веќе италијанска компанија преку нивна компанија во Македонија Прокомпо, која е специализирана за производи на печки, апарати за сушење и грејење и технологија и механички дизајн, веќе започна со изградба на фабрика за композитни материјали во вредност од 5 милиони евра. Според нивните најави, фабриката која ќе опфаќа 6000 квадратни метри ќе биде отворена во текот на летото и ќе отвори над 150 нови работни места, директни вработувања, од кои веќе првите 100 вработувања ќе се реализираат во 2015 година. Тоа е една добра вест за Тетово, дека ова лето ќе се заврши градбата и ќе почне со работа веќе започнатата со градба фабрика. Пред 3 недели веќе најавив дека американска компанија ќе инвестира 16 милиони евра во ТИР Тетово и тоа во фабрика за производство на компоненти за автомобилската индустрија, со која се предвидува отворање на 2500 директни нови вработувања. Сакам да истакнам дека оваа компанија веќе размислува и разгледува процедури за почеток на работата и тест производство во Браунфилд хала, значи во изградена хала, додека да почнат да ја градат нивната фабрика и да ја изградат, и тоа може да доведе и до побрзо нивно стартување со работа. А наскоро планираат да започнат и со обука, селектирање, а потоа и обука на првите вработени. И тоа е одлична вест за регионот. 2500 вработувања за Тетовско, Гостиварско, за Јегуновце, за Бравеница, за целиот овој регион. Денес сакам да најавам и дека компанија од Италија, која е специализирана за минибуси, не има известено дека донела одлука за инвестиција од 10 милиони евра во капацитет во ТИР Тетово и отворање на 500 нови работни места. Според најавата, некаде во текот на летото планираат потпишување на договорот со владата и почеток на реализација на нивната инвестиција. И ова е уште една добра вест исто така.
и компанија од Белгија, која има одлична репутација како снабдувач на метал во преработувачкиот сектор. Веќе има донесено интерна одлука за инвестиција од 5 милиони евра во Тетово и отворање на околу 100 нови работни места овде во Тетово. Некаде јуни-јули очекуваме и официјална објава од нивна страна и потпишување на договорот за инвестиција. Исто така, ова е одлична вест за овој регион. Продолжуваме со битката за секое ново работно место, за сите граѓани, за македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, за секого. И ќе продолжиме со тоа темпо. Никој нема да не запре да продолжиме со силното темпо за обезбедување нови работни места во Република Македонија. Во делот на патната инфраструктура во овој регион, изминатите 3 години извршивме изградба, реконструкција и модернизација на над 90 километри локални и регионални патишта во целиот овој Тетовско-гостиварски регион, за што беа инвестирани повеќе од 11 милиони евра. Само во Тетово изминатата година беа инвестирани 4,5 милиони евра за реконструкција и модернизација на 30 километри локални и регионални патишта. Во периодот што следи, ќе продолжиме да инвестираме во подобрување на патната инфраструктура во Полог. Во идниот период, во Тетовско, ќе инвестираме повеќе од 2 милиони евра за реконструкција и надградба на 20 километри пат, меѓу кои и надградба на коловозот Тетово-Попова шапка, која ќе започне во мај-јуни, како и рехабилитацијата на регионалниот пат Тетово, Брвеница, Чегране, Гостивар во должина од 16,5 километри, инвестиција вредна 2 милиони евра, реконструкција на овој пат која ќе започне токму ова лето. Во април-мај, значи некаде за најмногу месец дена од сега, ќе започне и втората фаза од реконструкцијата, рехабилитацијата на патот Тетово-Пирок-Гостивар во должина од 10 километри, се работи и реализација на инвестиции од 1 милион евра за реконструкција на 2 пата и автопатска клучка во Брвеница. Вчера започнаа и тендерските процедури за реконструкција на 3 пата во Гостиварско и санација на мостот на магистралниот пат Гостивар-Стража, инвестиција во висина од 1 милион и 500 илјади евра. Откако ги завршивме градежните работи во висина од 3 милиони евра на делниците Гарски мост, Бошков мост и Маврово-Дебар, летово започнуваме и со реконструкција на регионалниот пат Ново село, Маврово-Жировница, Дебар, во должина од 20 километри во вредност од 8 милиони евра. Реконструкција која ќе заврши за период од 1 година. Тоа се проекти кои се од значење за сите жители од овој регион, а многу често и за сите граѓани во Македонија. Драги пријатели, инвестиравме многу во образованието, во образовната инфраструктура, како ниту една друга влада досега. Во овој регион досега изградени се 4 сосема нови училишни сали во вредност од над 2 милиони евра. Имаме изградено и 3 нови спортски сали преку Агенцијата за спорт и млади со инвестиција од над 1,5 милион евра. Само во Тетово во моментот е во тек изградба на уште 3 нови спортски сали, 2 големи со трибини и една мала сала за што ќе бидат инвестирани нови околу 2 милиони евра. Изградени се и 7 целосно нови училишта за што инвестираме околу 4 милиони евра. Со над 2 милиони евра реконструиравме и 36 училишта во целиот овој регион. За оваа година во Тетово планираме реконструкција на уште 3 училишта
и реконструкција на училиштето во Вратница за околу половина милион евра. Инвестираме и во спортот. Со околу 1 милион евра изградивме фудбалски игралишта во Тетово, Гостивар и во Теарце и повеќе наменски игралишта во Гостивар и во Јегуновци. Во областа на здравството реализирани се крупни инвестиции во районот на Тетово и Гостивар. Во рамки на клиничката болница Тетово изграден е комплетно нов диагностичко-ургентен центар, инвестиција вредна над 5 милиони евра. Објектот е речиси комплетно готов и ќе биде пуштен во употреба веднаш по закажаниот технички прием, веројатно до почетокот на ова лето. Покрај тоа, во оваа јавна здравствена установа вложени се дополнителни 1.300.000 евра за реконструкција на одделите за хирургија, интерна медицина, хемодиализа. Набавена е и најсовремена медицинска опрема во вредност над 5 милиони евра, која опфаќа и апарат за компјутерска томографија, магнетна резонанца, ангиограф, мамограф и друго, со кои значително го унапредивме квалитетот на медицинската диагностика и третманот на сите пациенти. Во Тетово успешно функционира Центарот за интервентна кардиологија, со што се прошири и се зајакна кардиолошката мрежа за третман на акутен срцев инфаркт. Континуирано се зајакнува и здравствениот кадар и само во изминатите 2 години во Тетовската болница и здравствениот дом се реализирани над 110 нови вработувања, од кои 56 доктори, 35 медицински сестри и други технички лица. Сите овие инвестиции придонесоа клиничката болница во Тетово да прерасне во регионален медицински центар, кон кој гравитираат околу 200.000 жители од реонот на Тетово, Теарце, Јегуновце, Бравеница, Боговиње, Желјино и други населени места. Во Гостивар, за реконструкција на болницата се вложени околу половина милион евра, а набавена и нова медицинска опрема во вредност над 1 милион евра и обезбедени се нови санитарни возила за итната медицинска помош при здравствениот дом. Во регионот на Тетово и Гостивар успешно се спроведуваат проектите Рурален доктор и домашна визита, со кои се обезбедува здравствена заштита за граѓаните во помалите населени места, кои порано патувале и по неколку часа за да стигнат до најблиската здравствена установа. А сега, медицински тим ги посетува во самото место на живење. Веќе издадовме лиценци за подвижни аптеки во Теарце, Јегуновци, Бравеница, Желино, со кои се решава повеќе деценијски проблем на немање аптеки во поголем број рурални подрачја во Македонија и тие започнуваат со работа во наредните 30 дена. Драги пријатели, земјоделците се нашиот стратешки партнер, кој секогаш го има нашето полно внимание. За помош при купување на земјоделска механизација и изградба на локална инфраструктура во селата, инвестиравме 2 милиони евра. Во Тетовско-Гостиварскиот регион, во изминатите години, земјоделците добија над 30 милиони евра субвенции во Гостиварско-Тетовскиот регион, во Полошкиот регион. И оваа година, полошките земјоделци ќе добијат нови 5 милиони евра од субвенциите, само во 2015 година. Значајно за овој регион е и тоа што веќе започнавме активности за изградба на хидросистемот Равен-Речица, со кој ќе се овозможи наводнување на нови 3200 хектари земјоделско земјиште и вредност на инвестицијата од 19 милиони евра. Ова е многу голем проект за овој регион. Почитувани присутни, од 2008 година до сега бројот на невработени во Тетово е намален
за 11.500 лица, од 29.700 невработени на 18.200 невработени. Намалување само во Тетово за 11.500 невработени. А бројот на невработени лица во Гостивар е намален за 6.700 лица, од 16.700 на 10.000 невработени. Намалување за 6.700 лица. Со отписот на долговите, кој го ветивме во нашата програма, во Полошкиот регион, досега позитивно се решени над 1700 предмети, од кои над 500 само овде во Тетово, и со кои се отпишани долговите на граѓани во висина од над 3 милиони евра. Ветено за изборите, веќе реализирано. На бесплатно бањска климатска рекреација од овој регион досега беа 2700 пензионери. Оваа година нови 400 пензионери ќе искористат оваа можност, а 230 пензионери од регионот годинава ќе одат на бесплатен туристички викенд. Во регионот се легализирани повеќе од 7600 објекти, од кои околу 4000 само овдека во Тетово. Така се сака Македонија. Така се работи за Македонија. Така ние се бориме за Македонија. Само така и никако поинаку. Тоа е нашата борба за Македонија. Затоа не поддржува народот. Народот го знае тоа. Народот го знае тоа. И никој не може да го прелаже. Така се бори за Македонија. И никако поинаку. Кренете глава. Нека не ве заплашуваат, со разни сценарија. Никој не им се плаши на нив. Имаме ние сила да се спротивставиме на сите предизвици. Заеднички, сложно, во збиени редови. Не е ова битка за живот или смрт. Не, тоа тие сакаат да го прикажат. Тоа е политичка битка за тоа во каква Македонија сакате да живеете. Ние имаме чиста и јасна понуда. Ние нудиме проекти и нови можности. На нас можете да се потпрете, да сте здрави и живи и да живее Македонија, да живее Тетово, да одиме напред, да одиме во нови успеси за Македонија и за целиот македонски народ и сите граѓани на Македонија. Благодарам.